На Македонија не и треба техничка влада за да спроведе фер и демократски избори. Тоа го покажуваат последните 3 изборни циклуси за градоначалници и совет, како и двата последователни избори за председател на Македонија, кои покажаа дека волјата на гласачите не зависи од владата која ги организира. Ова е размислувањето на дел од аналитичарите кои сметаат дека позитивните извештаи од меѓународните наблюдувачи, но и признавањето на резултатите од сите чинители се добар показател дека било која влада има кредибилитет да спроведе фер избори. Дополнително, за кредибилитетот на процесот придонесоа и последните измени во изборниот законник, каде што политичките партии се договорија и воведоа биометриска евиденција на гласачите. Ако се размислува за укинување на техничката влада, што не е лоша опција, условно речено, треба паралелно со тоа да се стегнат можностите за злоупотреба на владиниот апарат. Некои од тие ограничувања се веќе предвидени во изборниот законник, но може да се зголемат со да не може да се даваат субвенции за земјоделие последните 6 месеци пред избори, да не може да се распишуваат нови тендери, да не може да се зголемуваат плати и пензии и така натаму и така натаму. Така што, да, за укинување на техничката влада, но паралелно со намалување на можноста за злоупотреба на државниот апарат. И познавачот на политичките состојби во Македонија, новинарот Цветин Чилиманов, го дели истото мислење. И тој смета дека техничката влада дава лоша слика за државата и конечно треба да замине во историјата. Остана да виси како решение кое што дава сигнал дека државата нешто не е во ред со неа, дека ние немаме нормални контролни механизми, нормална поделба на власта и да функционираме како нормална демократска држава, за да кога се уште имаме вакви решенија, би се укинало ова решение за виднина, за да навистина престане веќе и во 2030-тите години Македонија да има вакви елементи на недовршеност, некадарност, неподготвеност. Пржинската влада како модел беше воведена за парламентарните избори во 2016 година, откако претходно на локалните избори во 2013 и на парламентарните избори во 2014 година се појави недоверба во изборниот процес од страна на тогашната опозиција СДСМ. Тие ја обвинуваа власта дека манипулира со изборната волја на гласачите, корумпира и така натаму. Па за да се тргне овој сомнеш, се донесе соломонско решение во Пржино со посредство на Брисел за составување влада која ќе има обврска да ги организира и спроведе следните избори за да се зачува кредибилитетот и да се врати довербата кај народот од резултатите. Иако ова решение беше предвидено да биде привремено само во тој период, остана досега.